Полициската интервенција беше брутална. И тоа јас ќе го памтам цел живот. Јас гледав како ги тепаа пред мене другарите, како летаа пендреци, како беа влечени, како беа шутирани. Тој беше еден од најтешките денови кои што ние и општо движењето студентски пленум ги има доживеано. Избори на 30 јуни беа практично невозможно сценарио, бидејќи немаше студенти. Ние, како студентски пленум, тогаш одлучивме дека изборите ќе ги бойкотираме, меѓутоа дека ќе ги бойкотираме активно. Единствено што ние како пленум правевме тој ден беше на избирачките места да стојат наши луѓе и да им укажуваат на студентите кои ќе дојдат дека се учесници во нелегитимни избори и дека нивниот глас не вреди ништо, бидејќи овие избори по статутот на СПУКМ се нелегитимни заради прекршените членови. Беа забележани многу нерегуларности, беше забележано присуство на полиција на кампусот, беше забележано агитирање врз студенти, доаѓање на поголема група на студенти да гласаат. Забележавме дека едни исти студенти гласаат на повеќе факултети, печатот со кој што беше забележувано кој гласал беше со истечен датум и така натаму. Она што се случи на крајот на денот на изборите, околу 4 или 5 часот, е дека на правниот факултет група на нестуденти кои што отпосле се докажа дека се вработени во државни институции, дали како обезбедување или така натаму, ги грабнаа кутиите од правниот факултет и насилно ги изнесоа од факултетот. Имено во статутот на студентскиот парламент стои дека избирачките кутии се бројат, левчињата се бројат на местото каде што е гласано. И тие тоа не го испочитуваа, насилниците не нападнаа, не затворија во бифето, бевме затворени некоја минута, успеавме да излеземе, започна бркотница низ целиот град. Кога отидовме пред студентскиот парламент, седиштето на студентскиот парламент во палатата Кузман, членовите на студентскиот парламент, дел од кутиите забележавме дека беа изнесени повторно на студентскиот парламент и со кола беа однесени во непознат правец. Дел од кутиите беа оставени во седиштето на студентскиот парламент и членовите на студентскиот парламент се заклучија во нивното седиште. Ние не можевме да влеземе во просториите на СПУКМ за да се воочиме дали има како ќе се одлучи гласањето, дали ќе се краде, пошто знаеме каква организација е СПУКМ наназад. Така да во еден момент настана таква тензија да се појави и единица за брзо распоредување, каде што брутално бевме изфрлени надвор. Тоа уште едно прекршување и уште еден само знак доколку беше испартизирана државата во тој момент. Да они можат на еден повик да повикуваат полиција, да организираат избори, да повикуваат, да забрануваат, да изборна комисија искочи и каже немаме ние денеска, не знаеме што се случува со кутиите, вамте. Така да тоа беше приказ на расолот во кој во тој момент се наоѓаше нашата држава. Генерално кога збориме за активизам, за социјални движења, промените се многу конкретните промени се многу тешко мерливи на краток временски период. Битката за подобро студентско организирање не е од сега, трае десетина години веројатно, кога претходни студентски иницијативи, движења, организации притискале за подемократско студентско организирање. Веројатно еден од главните успеси е тоа што на УКИМ за прв пат се отвори посебна комисија која што имаше за цел да регулира материјата во статутот на универзитетот во поглед на студентското организирање. Чекор по чекор работите се менуваат. Сега Министерството за образование и наука со министерката професорката Рената Десковска ги повикува студентите прво на средба од студентскиот пленум за Законот за високо образование, од каде што почна првата борба. Понатаму во тој закон ќе се уреди и студентскиот парламент. И тој закон ќе дојде многу брзо. Значи студентите ќе добијат војната. Останува она што во тие денови ќе се сеќаваат студентите сами. Јас одговорно тврдам дека никогаш во животот не сум работела со таква група на луѓе, кои што воедно ми се и другари. Меѓутоа со група на луѓе која што едноставно беше непоколеблива.
Во тој момент групата сите ние имавме одлучено дека тој ден не се или ништо. И дека ќе го тераме до крај, затоа што ни беше важна правдата.